Коментарите на културните работници и бурата од реакции во јавноста не ја поколебаа министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска да го ревидира или повлече контроверзниот конкурс за доделување на пари за проекти од национален интерес. Токму спротивното, таа излезе да ги правда членовите на комисиите за нивните одлуки. Реакции има многу, како на пример тоа дека книгата за љубовта на Гоце Делчев е одбиена, но меѓу одобрените проекти од национален интерес се наоѓаат Парада на гордоста и феминистичкиот фестивал Прво па женско, и двата финансирани со 395.000 денари. Таа не знаеше колку пари од колачот се одобрени за многобројните организации и здруженија чија дејност нема никаква врска со националниот интерес. Во овој момент за таа сума не можам да се сетам на вистина точно. Во однос на партиските врски и концертот на Цветанка Ласкова, таа негира дека имало привилегии при одлучувањето на комисијата. Не е првпат ова име да се поврзува со доделени средства. Незината СНАА демантираше дека зела 330.000 евра кои фондот за иновации ги додели за проектот наречен Декорирајме. Партиска припадност никогаш не било и нема да е критериум на овој конкурс за изразување на финансирање на проекти од јавен национален интерес. Што значи дека јас не би сакала да ја коментирам. Вчера, ако не се лажам, имаше и госпоѓата Ласкова своја реакција. Поради кратење на парите од Министерството за култура згаснува Скопскиот џез фестивал Офест и уметничката манифестација Мал битолски Монмарт. Организаторот на Скопскиот фестивал е револтиран од одлуката Министерството да им го скрати буџетот на половина за разлика од лани, а детското ликовно студио од Битола за првпат после 55 години постоење нема да ја одржи светската детска ликовна колонија. Министерката ги повикува сите огорчени, меѓу кои организаторот на Офест, да вложат жалба. Одлука е на самиот организатор дали тие средства ќе одлучи да ги врати или не. Има правен механизам од 15 дена да поднесе жалба. Со електронското пријавување на конкурсот, тој рок за одговор на жалби се смалува, што значи дека не е точна таа констатација дека добивале одговор во ноември. Оваа година Министерството за култура располага со буџет од 3 милиарди и близу 800.000 евра, за разлика од лани кога изнесувал 3 милиарди и 985.000 евра, што е видно намален за 20%. Но за интердисциплинарните проекти оваа година се издвоени 3 милиони денари повеќе за разлика од лани, односно лани биле одвоени близу 19 милиони денари, а оваа година се одвоени 22 милиони денари.